Почитувани гледачи, како што најавивме за ова неделно емитување на емисијата Винушите имаме специјален гостен и едно многу симпатично изненадување. Јавноста го знае како пратеник во Собранието на Република Македонија, меѓутоа од друга страна е многу добар технолог што многу години го има професионално работено како технолог во полето преработувачка индустрија на зеленчук и говежди. Почитувани гледачи, се работи за господинот Славе Гушев, што на наше огромно задоволство одвои време од своето премалку слободно време да поразговараме на оваа тема во така релаксирана атмосфера, затоа што се наоѓаме во екот на подготвување на зимници, што може би од него ќе извлечеме корисни совети и препораки што ќе ги искористат нашите домакинки, а искрено и јас лично. Така ли е, господине Гушев? Па се надевам дека од оваа емисија ќе имаме повеќе домакинки кои што понатаму ќе знаат сами да приготват туршија врз основа на неколку рецепти кои што сега ќе ги спомнеме во оваа емисија. Што мислите, дали на Струмичкото поднебие кога се работи за зимници на македонската трпеза има многу артикли, многу арсенал? Па Струмичкото поле и Струмичкото поднебие е извор на зеленчукот и раноградинарските производи, кои не само за производство на земници, туку и за прехрана на цела наша држава, па и по широките региони, така да сето она што е потребно за приготвување на вкусни земници во домашни услови и во индустријски услови го имаме овде како артикл. Сега е прашањето на домакинките колку тоа знаат да го искористат. Кога зборуваме за зимници, најпрво што паѓа во прв план е ајварот, затоа што еве и станува препознат в македонски бренд што се извезува и на голем број европски пазари. Она што мене лично ме интересира секако, постојат најразлични рецепти кои што можеби потекнуваат од индивидуален вкус. Меѓутоа, дали постои рецепт кој што ќе го даде најдобриот вкус, со оглед на тоа дека некои преферираат само да користат црвена пиперка, па да додадат црн патлиџан или морковче или люто пиперче. Што мислите вие, еве како технолог, кој е најдобриот рецепт за совршен вкус на ајварот? Најдобриот рецепт за секоја домакинка е ајварот кој што ќе го јаде цела фамилија. Значи, може да го приготвуваат по која сакат рецептура, има навистина многу модификации на рецептурата на ајвар, меѓутоа прашање на вкус е секоја фамилија, некои јадат полуто, некои не јадат луто, поготово таму во фамилии кај што имаме мали деца, одреден број на фамилии стават морков, некои не стават морков, иначе она традиционален рецепт за ајвар е од црвена пиперка, куртова капија ние што ја викаме, модар патлиџан, зејтин, сол и нели нормално убаво испржени домашни пиперки, па потоа сето тоа убаво промешано на оган во домашни услови. Тоа е традиционалниот рецепт. Сега со текот на времето нормално има одредени модификации, како што рековте и вие, со додавање на одредени други продукти. Ваш омилен сооднос за најдобар ајвар што еве дома го користите? Јас лично преферирам ајвар исклучиво од црвени пиперки и модар патлиџан. Без додаток на лути пиперки, без додаток на моркови. Меѓутоа пак ќе повторам, тоа не значи дека овој рецепт кој што ние сега или сооднос го кажавме е најисправниот, бидејќи тоа е работа на вкус пред се. Така. Зимниците ги подготвуваме од зеленчук, од овошје, ваш омилено еве надвор од ајварот? Значи вака, јас како технолог имам искуство од производството на повеќе зимници кои што ги произведувавме во фирмата во која што работев околу 7 години. За мене омилени се 3 производи од зеленчук, тоа е цвекло, тоа е корнишон и куртова капија, а од благите работи тоа е сладко од смокви. И за да бидеме зелени смокви, да се разбереме, Так, има разлика. Да, има разлика. Секако. И еве, за да бидеме веродостојни на она што го зборуваме, вие сте овде и вие лично ќе ни демонстрирате како се подготвуваат на најдобар начин корнишони за оваа зима и за следните. Се надевам што нашите домакинки ќе го искористат овие препораки и ќе ги направат и дома според рецептот што ние ќе го дадеме во момент. Вака, јас значи ќе презентирам на некој начин како се конзервираат корнишони. Само пред да почнам ќе ви кажам дека според мене, што исто така е работа на вкус, има 3 производи кои се индустријски подобри од домашните. Иако нели секогаш велиме дека она домашната храна е највкусно приготвена, јас не се сложувам лично, ќе ви кажам и зошто. А тоа е затоа што корнишоните, цвеклото и сладкото од зелени смокви се секогаш подобри индустријски. Затоа што имаме контролирана температура при процесот на пастеризација. Еве зошто, значи сега еве ќе ви демонстрирам корнишоните, нормално како и
сите други се бираат, ги имаме повеќе видови, значи по големина тие се делат на 3 класи. Овде имаме некаде втора класа на корнишон. Најважно при корнишоните, кога се кога се конзервираат, е убаво да бидат наредени. Сега имаме во фабриките, значи големи ланци, мислам, тоа се тунели каде што претходно истиот корнишон поминува низ повеќе води, значи мора да биде измиен од земја, од сите некои страни примеси кои што може да се најдат, лисија и така натаму. После миењето, бидејќи овде сме сега во домашни услови, нели тоа не можеме да го направиме, после миењето се почнува со полнење на самите тегли, кои што, повторно реков, за да биде корнишонот онака како што треба да бидат убаво наредени, да имаме што помалку место, и тоа е на некој начин уметност при редењето на корнишон. Пред да продолжиме да ви влезам во збора, ако ми дозволите, при одбирање на корнишоните на пазар, како може да се одбере подобра класа, како што спомнавме, за подобар квалитет на корнишон? Класата на корнишоните се дели според нивната големина, значи оние најситни корнишони се прва класа до 6 см должина, од 6 до 9 е втора класа и после тоа следува трета класа. Највкусни се првата класа, затоа што се и најскапи, меѓутоа затоа што и се најмлади. Инаку за подготовка рековме дека ни се потребни корнишони. Рецептурата е традиционална, од зачини може да додавате повеќе работи, меѓутоа јас преферирам во една тегла да се стави едно листче од ловор, неколку зрна црн пипер, значи тоа е повторно, нели, вкус, некои сакаат повеќе, некои помалку. Исто така има еден зачин кој што заради децата не го ставам дома, меѓутоа секогаш си правам неколку тегли, а тоа е копар. Копарот дава некаков специфичен свеж вкус, меѓутоа не сите луѓе може да го поднесуваат и затоа сега нема да ставиме. На една обична тегла од 720 мл се става 2 лажици сол, не многу полни, и се става една лажица шекер. Бидејќи ова е зимница во домашни услови и е сосема различна од индустријското производство на зимница, затоа ќе ги кажуваме овде мерките како за во домашни услови, инаку во индустрија е нешто сосема различно. Се прави залив, посебно во пастеризатор, тој истиот залив треба да има на температура од 50 до 60 степени, па се заливаат сите тегли, нели, по линија и така натаму. Овде ќе го направиме ова рачно. Се става еден мал филџан оцет. Тоа е 8% алкохолен оцет. И на крајот сето ова се залива со вода. Заливањето е до врвот и после тоа имаме затварање на теглите. Многу важно за сите домакинки, при затварањето на теглите не треба да се употребува сила. Туку капачето кое што го ставате треба да свртите 2 до 3 см назад и он самиот си фаќа жлеб. Така. Ако преврти, тогаш користите ново капаче. Затоа што не е секојаш до силата, овде е потребна техника. Ако сте видели во сите фабрики за конзервна индустрија работат жени, што значи не е потребна многу голема сила, туку тоа е веќе искуство на раката кое што знае точно кога капачето легнал на жлебот од тегла. После тоа, така наредени нели тегли се ставаат во сад со вода, во кој што теглите треба да бидат зелени со вода. Се загрева водата, додека почне да врие, се држи 10 до 15 минути и веднаш теглите се вадат надвор за да се изгладат. Најважно од се е кога приготвувате корнишони, да не ги оставате теглите во водата да се ладат заедно со водата во која се греат, бидејќи на тој начин многу бавно ќе се изгладат и на тој начин ќе омекнат корнишоните внатре. Тоа ми беше воедно и моје следно прашање, затоа што многу често има случаеви што еве сум зборувала со мои пријателки да се соочат со омекнување на корнишони. Затоа ќе се навртам на почетокот на ова прашање кога ви реков зошто индустријските корнишони се подобри од домашните. Затоа што пастеризацијата, нели ова врењето нешто викаме на водата да заврие водата, тоа е стручен израз пастеризација, се прави заради вакуумирање на производот и уништување на сите микроорганизми кои што се наоѓаат внатре. Пастеризацијата во индустријски услови се прави во контролирана атмосфера,
Значи во пастеризатори кои што имаат термостати кои што ја покажуваат температурата на температура од 80 до 90 степени одреден временски период. После тоа има процес на шокирање. Шокирање значи дека веднаш се поливаат со ладна вода. На тој начин побрзо доаѓа до изладување на самата течност која што е внатре во теглата и доаѓа до фаќање на вакуум од страна на капачите. Во домашни услови ние ги немаме таквите услови за контролирана температура и затоа викаме да зоврие малце водата или кога корнишонот кој што го гледате од надвор од ваква, нели, убава зелена боја почнува да пожолтува. Тога значи корнишонот е готов и може да се извади и не смее да се остави во садот во кој што зоврил, затоа што водата внатре во садот не му дава доволно време да се излади водата, течноста која што или заливот да кажеме во оваа тегла. Многу домакинки кои ги оставаат вака корнишоните, после тоа нормално е дека корнишоните се меки бидејќи температурата на пастеризација практично наместо ефикасни 10 до 15 била 30 до 40 минути. Така, а ефектот што го дава двете лажички сол со една шеќер, што е доста интересно, доаѓа како плюс-минус. Да, значи секогаш се става сол и шеќер со тоа што солта се става во некоја дупла количина, бидејќи нели нормално производ, иако многу луѓе, мислам, ретко кој знае дека се става шеќер. Значи шеќерот исто така се става, меѓутоа проблемот е што количината на шеќер и на сол не треба да биде иста, туку на половина, да, 2:1 во корист на солта. Тоа се додаваат како засолувачи, конзерванси и така. Има одредени продукти кај што се додава и витамин С или ние народски кажено лимонска киселина во одредени, зборувам, зимници како што е туршијата и така натаму. Тоа е прво конзерванс кој штити од расипување, бидејќи туршијата нема термичка обработка, тоест пастеризација, како што сега правиме. Второ, добива убава жолта боја. А дали е препорачливо на одредена температура да се чува одредената зимница? Не, зимницата после нели завршувањето се чува на нормална температура во простори како подруми, складови и така натаму, значи нема потреба од чување во фрижидер. Единствено чување во фрижидер е после отварање на теглата. Да. Едно прашање надвор од темата, меѓутоа споредно, македонскиот менталитет налага да е малку чудно сопруг да изненади својата супруга со правење на појадок или ручек како изненадување. Дали вие го практикувате тоа? Сега треба да бидам искрен, да ви кажам дека во последно време не. Не заради тоа, туку едноставно врските, работните задачи, средбите кои што ги имаме со луѓето не ни го даваат тоа. Инаку порано, пред моето активно вклучување во политиката, со сопругата имавме некаков рамковен договор, а тоа беше дека ручекот беше нејзина работа, а вечерата беше моја. И тоа го практикувавме редовно. Меѓутоа сега за жал не можам да се пофалам со таква активност. А постои една народна поговорка дека со полн стомак животник постои голема љубов во семејството. Дали сметате дека едно типично македонско семејство треба да ја почитува, да негова македонската кујна дури кога се станува збор за правење на зимници? Па добро, ние се уште живееме во систем кој што е доста конзервативен во делот на храната и мислам дека и го почитуваме, поготово нашите постари, можеби веќе ние како помлади генерации практикуваме некакви повеќе италијански храни како пасти и така натаму, пици, теста. Меѓутоа, поготово ние кои што живееме со родители, мислам дека се уште се држиме кон овој традиционален конзервативен начин исхрана во кој што се вклучуваат сите работи кои што ги има македонската кујна и тоа е работа на која што и ние младите генерации треба малку повеќе да поработиме, бидејќи ние навистина имаме кујна која што е доста вкусна. Јас благодарение, ајде, ова е забавна емисија, меѓутоа благодарение на политиката сум имал во овие последни 3-4 години прилики да седнам со многу луѓе кои што се наши гости во било какви основи овде во државата и верувајте нема никој досега кој што пробал традиционални македонски јадења, а си отишел незадоволен од храната. Така да имаме со што да се пофалиме и треба тоа да продолжиме да го негуваме, бидејќи храната е дел од традицијата на еден народ. Значи, секаде во светот вие познавате кинеската, мексиканската, италијанската храна, така и ние самите треба да се негуваме македонската кујна и македонската храна. И
не дека сте вие во прашањето, туку и одредена жена домакинка не треба да биде скептична или затворена во однос на примање сугестии и препораки од мачко услово кога се работи за коња. Па најдобрите кувари во светот се маши. Точно. Тоа мислам дека го знаете. Така да нема зошто секој совет без разлика дали е дојден од машки и од женско, поготово жените не треба да страдаме од таа работа ако маж даде совет, бидејќи како што реков, најпознатите кувари во светот се мажи. Господине Гочев, неизмерно ви благодарам што знам дека сте презафатена, одвоивте време да ни посветите нам и тоа на толку прекрасна работа што имаше одредени елементи што стварно прв пат ги слушнав, посебно во подготвувањето на корнишони. Се надевам дека ќе имаме слични вакви ситуации во следна блиска иднина и ќе имаме прекрасни разговори повторно. Благодарам и на вас во секое време. Јас се надевам дека со оваа кратка презентација помогнавме на многу млади домакинки пред се да научат некои работи, иако овде е нели во малце импровизирани услови, такви се условите. Не можеме да спремаме уште неколку други работи за кои што мислам дека навистина ќе им се допаднат рецептите, меѓутоа затоа постојат и други емисии, други прилики во кои што ќе продолжиме со оваа работа. Благодарам уште и вас. Благодарам и на вас.